Здраво на сите! Уште една најнова епизода на подкастот Марија во Америка. Ова е нашиот официјален YouTube канал и би било убаво да направите subscribe, лайк и share, затоа што така ќе станеме поголеми, подобри и секако поквалитетни. Овде сме за да ги шириме македонските приказни, да ги раскажуваме македонските судбини и да дознаеме што се случува овде со македонците во Америка. Секој има своја судбина, секој има приказна да раскаже и секој има кариера која што сака да ја следи. Марија во Америка е овде за сите вас, да ви помогне. Марија во Америка е овде да ги раскаже сите тие работи кои што вие имате да ги кажете. Присутни сме на Инстаграм, Марија во Америка, направете фолоу и бидете во тек со сите активности од подкастот, а секако и со мене. Лайк на Facebook страната Марија во Америка и ако сакате да го поддржите овој подкаст, да станете спонзор, пишете ни на mariavoamerica@gmail.com. Започнуваме веднаш. Денешниот мој гостин е еден извонреден човек. Човек кој што има приказна да раскаже и човек за чија што добрина и харизма знае секој овде во Америка. Во Канада сите го поздравуваат, го чествуваат и го сакаат денешниот мој гостин. Нема човек кому што не му помогнал, нема добар збор на кого не му кажал и нема човек со кого што не застанал да си раскаже по некој муабет и да го советува. Голема одговорност чувствувам денес во овој подкаст и во разговорот со него затоа што има многу голем опсег на својата приказна, на својот живот, на својата кариера и сакам се да го прашам, а мислам дека времето ќе биде многу кратко. Мојот соговорник потекнува од Битола, овде да ја шири македонската вера, култура и традиција. Отец Тони Јошевски. Добре дојдовте во Марија во Америка. Добро ве најдов. Благодарам што ме поканивте. Чест и задоволство што сум со вас. Така. Сакам пред се да ви честитам за новата титула. Протојереј Ставрофор. Точно. Што значи тоа? Просто и едноставно. Се разбира дека се она што потекнува во црквата, потекнува од коренот на старогрчката култура, односно црква. И не случајно во англискиот јазик има еден збор каде што вели таму каде што завршува англискиот, започнува старогрчкиот. Не дека сакам да го омаловажам нашиот македонски, односно славјански јазик, туку едноставно ја зборувам вистината. И затоа самиот збор на оваа титула означува протос или протојереј и е прв, бидејќи во тоа време, а и сега, во црквите имало повеќе свештеници, па еден од нив требало да биде прв. И затоа е прота. Тоа се разбира било под благослов и желба, а воедно и наредба на локалниот епископ, во случај овде на нашиот митрополитот Методи. Веднаш потоа самото продолжува титулата со јереј или иереос, што значи мудар старец. Тоа е еден од називите или описна именка на тоа што представува свештеникот. И на крајот Ставрофор од Ставрос, кој што значува крс, односно свештеник кој што е одликуван заради известни заслуги, кој што тоа се дава по предлог на локалниот епископ, на самиот свет синот на Македонската православна црква, кој што го одобрува, а потоа самиот епископ, како на пример неговото високо преосвештенство, нашиот митрополит Методије, ме одликува на еден посебен чин, на еден посебен празник, а тоа беше еден од најголемите празници кои што помина во оваа година, раѓање на нашиот Спасител Господ Исус Христос, Божик. Честитки уште еднаш за титулата. Благодарам, да се враќа на секој, бидејќи јас мислам дека секој свештеник го заслужува тоа. Така, овде сме да зборуваме за вашата животна приказна, за вашата кариера и тоа како станавте поп во Америка. Моето прво прашање е како е да се биде поп во Америка? Можете интересно. Македонски поп во Америка. Да. Можете интересно, бидејќи да се биде свештеник во Македонија е исто така интересно, а воедно и одговорно. Но овде да се биде е уште поинтересно и уште поодговорно.
се разбира и потешко. Бидејќи за да ја засакаш Македонија, а воедно и Македонската православна црква, и да ја цениш уште повеќе, треба да излезеш. И сега кога ќе излезе човек од своето родно место, кога ќе излезе човек од својата родна татковина и ќе дојде овде, ќе се соочи со многу предизвици. А моето доаѓање овде започнува во 1998 година. Во тоа време имаше друга генерација него денеска што е. Таа генерација беше луѓе кои што повеќето во Чикаго беа дојдени од западниот дел на Македонија, односно од Преспа и од Пелагонија. Тоа беа луѓе кои што дојде овде, се бореа, твореа, но Македонија и воедно и црквата си ја носе во своите срца. Одеа во Индијана, во Гери тогашно, таму се воцркнуваа, но во секој случај им требаше свештеник. Пред мене имаше два свештеници, тоа беше отец Стојан Стојанов, потоа беше отец Томислав Петковски. Тој си замина во 98 и дојдов јас. Кога дојдов, луѓето што беа овде, за мене беа мощно интересни, бидејќи беа сосема поинакни во Македонија. Луѓе кои што беа намачени, дојде од едно место каде што живеа во својата земја и сега од денадеж дојдеа во оваа земја за подобро утре, а ги дочека и дочека нови предизвици. Јазик, култура, воспитание, обичаи, традиции, каде што ние пак македонците сме, не само македонците, туку и имигрантите, имаме еден интересен поглед на тоа, бидејќи секој од нас кој ќе дојде овде во Америка сака да направи интеграција. Но со самата интеграција доаѓа и асимилација. Кога ќе заклучиме дека интеграцијата е помината и сме веќе во асимилацијата, тогаш ги бараме корените. И корените не можат никаде друго место да се најдат, сем во единственото македонско парче земја, а тоа е Македонската православна црква. И ете јас во 1998 бев испратен од неговото блаженство архиепископот Охридски македонски Методи, односно Михаил, и започна мојата кариера тука. Како ве испратија отец? Ве изгласа, ве избра? Тоа си е одлука на архиереот. Кога ќе речеме архиереот, тоа е владиката. Во тоа време архиереј или владика на ова епархија америчко-канадска беше неговото високо блаженство. И се до 2006 година вообичаено ја раководеше ова епархија архиепископот. И така јас бев повикан од архиепископот, кој што нормално ме познаваше, уште од ученик, потоа како студент. И веќе бев свештеник, 3 години веќе бев свештеник во Битола. Ни се скрстија патиштата. Тој сигурно ми имаше запишано и запамтено како некако си профил, кој што би можел да се најдам тука. И ми предложи да дојдам. А јас пак како добар маж, ја прашав жена ми дали сакаме. Разбира дека таа се сложи. И во 1998 година дојдовме овде. За жал, во тоа време, како и сега, помалку, имаше известни несогласувања. Во кој што, како и вообичаено, ние македонците ќе се поделиме на два дела, за повеќе да не има, или помалку, од која перспектива ќе гледаме. Но во секој случај за кратко време се смирија сите тие недоразбирања, мали недоразбирања беа, и започнавме, тргнавме и бевме мощни и успешни. Се до 2004 година. Кога се вратив назад во Скопје и бев свештеник во Соборен храм. Зошто се вративте назад? Се вратив бидејќи ние со жена ми не бевме благословени да имаме дете од нашата, или тоест од незината утроба. И како такви, животот ни беше убав, бевме среќни со парохијаните, бевме среќни со работата, бевме среќни со земјата. Со сето она што го имавме ни обкружуваше. Но во секој случај, желбата да се има нешто свое, кај секој е присутна. Па така и кај нас,
И предложив на жена ми, велам, зошто да не усвоиме едно дете? Прашано, ставено на знаење, изгласано. И го започнавме процесот во 2002 година. Односно 2001, во 2002 веќе беше готов. Се вративме назад во Македонија не за секогаш, туку да го усвоиме детето. После многу, така да речеме, перипетии, што викате, односно закачки, најдовме начин, со помош на добри луѓе, и го усвоивме нашиот син, неговото име Марко, сега е 23 години, маж, кој што се бори со својот живот и оди напред. Но во меѓувреме, кога го усвоивме, ние мисливме веднаш ќе можеме да го донесеме овде, бидејќи имавме зелена карта. Али со зелена карта не можеш веднаш да донесеш усвоено дете, туку треба да помини тој процес на каков и да е што е, односно државен процес. И пробавме на година, не успеавме, мислам со врски, подврски, задврски со луѓе, како што носи редо. И што велат муслиманите, ако островот не оди кај Мухамед, Мухамед ќе оди кај островот. И ние си се вративме дома да бидеме сите заедно. Бев поставен како свештеник, кога се вративме 2004, бев испратен од сите парохијани со музика, со песна. Луѓето беа тажни, јас бев исто така, заедно со мојата сопруга, бидејќи не сме заедно повеќе со својата парохија, но чудни и непознати се патиштата Божи, треба да се вратиме назад. А сето тоа што се случува, како што има еден пример во Светото писмо, каде што вели некои работи кои се нелогички, се случуваат со логика на Господа Бога, за да се види и почувствува славата Негова. Така. Отец, еве, отворено зборувате за посвојување на дете. Тоа во Македонија е тежок процес, напорен, бара повеќе време и енергија и чекање? Бара се. Значи, со сите оружја и со сите орудија. Значи, законот си е закон. Никој не го спорува тоа. Но знаете кај нас дека, а и секаде во светот, и тука јас сум помогнал на луѓето да усвојат дете, исто треба да тргнеш некој конец, да побараш некој човек, да ти се најде некој и на свој начин да се исполни она што треба да се направи. Бидејќи повторно ќе речам, во самото Свето писмо вели барајте ќе ви се даде, чукајте ќе ви се отвори. Така. И тој процес е мощно тежок, бидејќи треба да се најдат луѓе на право место, во право време. Нема да речам дека треба да се направи подкуп, бидејќи не бев во тој систем, никој не мислите за подкуп и така натаму, значи никој не сака. Се најдоа добри луѓе кои што ми помогнаа. Ми го понудија детето како такво, чисто, во смисол чисто кога се вели тоа е правно, законски правно. Така. И ние едноставно, тоа ни беше понудено, исто како кога се раѓа дете, и тоа го зедовме. Така. Доаѓате овде повторно, така? Од кога завршува тој процес? 2 години сум во Скопје, така? во Соборен храм. Таму работев со, можем да речем, со најдобрите свештеници во Македонија. И му благодарам на сите нив, бидејќи научив многу. И после 2 години се враќам тука. Може би немаше толку брзо да се вратам, ако не се откри дека имам болест. Болеста беше во тоа што пред тоа појма немав дека имам дијабетис. Немавте никакви знаци, ништо? Бев силен јак. Тогаш имате колку години? Па околу 40 години. Односно, да, 40 години, 40. И сега не чувствував ништо, али почнав да го губам видот. И баш осветував една ординација за вид, лекарска, во Карпош, и меѓу другото, молам, ништо губам вид, да ме видите секако сме тука, речет, ќе дојдеш друг ден, дојдов друг ден, ми вели, проверено имаш шекер? Не. Уи првен провери тоа. И после се види дека е тоа.
За жал, во тогашно време во Македонија, ни во Скопје, ни во клинички, ни во приватните, немаше се уште таков третман. Тоа е ретинопатија се вика болеста, каде што заради високиот крвен или шекер, процент и така натаму, диабетисот, пукаат ситните крвни садови во ретината и ја тргаат и може да ја излечат, да ја пукнат и така натаму, се прави магла. Едноставно човекот може во скоро време да го изгуби видот. За да се случи, да не се случи тоа, треба да има ласер, посебни доктори, посебни камери и така натаму и едноставно некој да може да ти помогне. Во тогашно време кај нас во Македонија немаше, дури ги има една шега, се кажувам. Лекарот ме прашува од Америка, дали има некој лекар како мене кај вас во вашата земја? Јас му велам, нема. Според формулата треба да има на 50.000 луѓе по еден ваков лекар. И му велам, нема. Изгледа рече имате многу слепи во вашата земја. Јас му велам, немаме, бидејќи никој не ги гледа дома, ги чуват. Да. Значи, мала шега, црна, Да. но таа е. Ви го откриваат шекерот, предпоставам висок во тоа време што видот почнувате да го губите. Да. И ве носат, да речеме, овде во Америка. Не, сам се снајдувам. Сам се носите. Сам се носам. Веднаш сам се носам, сам се снајдувам, најдувам начини чаре, повторно, јас работам со луѓе, а луѓето работат со мене. Ми препорачуваат лекар, тој лекар започнуваме разговор, со самиот разговор е вака, и најдуваме начини чаре, пробоно ме прави човекот операција, без никаква надокнада, и тоа што платив нешто ми го вратија назад преку таксата што викат, односно данокот. Тоа го правевте овде во Америка? Овде во Америка. Во Чикаго или? Во Чикаго. Така. Чикаго. И предпоставам шекерот го регулиравте. Шекерот веднаш го регулирав. Средивте? Пошто сум јас дисциплиниран во таа смисла и немам никаков проблем со тоа, но последиците си останаа. И се разбира како такво, веќе започнува еден нов живот, каде што веќе со болеста што ја имам, едноставно го менувам стилот на живење. Бидејќи некој што има диабетис, ништо не треба посебно да направи. Сем да го промени начинот на живење. Да биде едноставно дисциплиниран. Со видот операцијата поминувате во ред, успешно? Не сум за, ќе се насмеам по прилепски малку што велат, не сум за нагаѓање, но во секој случај, фала му на Бога, сум потполно функционален и еве, тука сум со вас и ви служам. Мислам на целата Чикаго околина и секаде онаму кај што треба. Така. Сте во добро здравје и останувате овде во Чикаго? Не, така? Не. Каде одите? Одам, овде само е правам операцијата, се накренувам малку, веќе си има свештеник овде, значи тоа е 2006 веќе. И моите услуги, така ќе речеме, потребни се во Њујорк. И прифаќам да одам во Њујорк. Во Њујорк има црква, која што е зграда карабина. Луѓето кои што се таму дават се од себе да направат, но без свештеник слабо моди некако, се разбира. И архиепископот, веќе господин Стефан, вели ќе одиш таму. Доаѓаме тука, во меѓувреме доаѓа и нашиот митрополит Методи. Го потврдува моето доаѓање таму и одам во Њујорк, тоа е во Квинс, место да се вика Каледж Поинт, близко до Асторија, значи или пак до Лагвардија аеродромот. Се собируваме, ја доградуваме црквата за неколку месеци, за една година, ке речеме, за една година и осветуваме. Браво. Луѓе се собираат од сите страни, функционира црквата, се до момент додека до 2011, значи таму сум од 2006 до 2011. Ги носите работите во права насока, ја подигнувате црквата, почнува да работи и во 2011 што се случува? Епископот. Епископот. Митрополитот. Значи, зашто велам епископот? Значи, епископот, самото име епископ е повторно старогрчки збор и значи епи е око и скопео гледа. Надгледник. Тој не надгледнува сите и ја гледа големата слика. И како тако, вели, ќе треба да се вратиш во Чикаго.
бидејќи тој се има власта, тој се има силата, а воедно интелектуалната моќ да каже кој од нас како свештеници каде ќе биде најпотребен и каде што ќе стори најубаво, што ќе биде во корис на заедницата, на него и на сите нас. Зошто Чикаго? Па бидејќи во тоа време се случија известни недоразбирања, би рекол, трошење на пари. Од претходниот свештеник? Не, свештеникот немаше, апсолутно свештеникот си е добар човек кој што даде се од себе за самата комуна, но известни луѓе што беа околу него, бидејќи еден човек како свештеник не може се да направи не ги контролира, бидејќи свештеникот не контролира ни пари, свештеникот не контролира ни власт, едноставно тој е тука да служи и како што напоменати на почетокот, да му помага на луѓето со совети, со молитви, да ги сослуша, Да ги стави на прав пат ако доколку тие сакаат. Нормално. Тие сакаат, дали имаат капацитет и моќ. Така. Значи, свештеникот треба како таков да ја открие нивната моќ, нивната искра и да го запали тој оган и да си го осветлат патот за да стигнат таму каде што треба да стигнат и да немаат проблеми понатамошни. Са нема човек без проблеми, а да немаат големи проблеми. Че 2011 доаѓате во Чикаго, доаѓаме. во црквата Свети Кирил и Методи Да, во Вилобрук, да. што е предградија на Чикаго, Точно. каде што има голем број на верници, голем број македонци кои што доаѓаат и веруваат во она што ја почитуваат црквата, ве почитуваат вас. Започнувам вашата мисија овде во Чикаго. Да, особено би предочил зошто баш епископот, тоест нашиот митрополит, побара и одбра да дојдам тука. Бидејќи кога се вратив во Њу Јорк, таму имав доста време. Помала парохија, имаше многу луѓе и подзавршив, така да речем, некоја школа. Помеѓу другото, завршив и школа за чепланси, што викаат овде, или капеланство, односно свештеник во болница, затвор, хаспис и така натаму. Сите они установи каде што е потребно тренирано духовно лице, според стандардите и законите што и побарува државата. И го владеев, и сега го владеем, се разбира, англискиот јазик, го научив системот и како таков бев спремен и можев да му помогнам на младите кои во тоа време веќе почнаа да доаѓаат овде во Америка, да ги пречекам, дочекам, наведам, поведам и помогнам за да најпрво да го решат својот статус овде. Потоа се разбира, тие се, ќе речеме сега деца, а сега се возрастни луѓе, и тогаш не беа деца, туку беа девојки и младичи, кои што беа дојдени овде, се разбира, без никого. И им требаше некаква си, среќа, закрила, а воедно и помош од некој кој што е со титула, а воедно има капацитет да помогне. Отец, ке речете, тогаш кога дојдовте 98 година имаше повеќе македонци од Западна Македонија. Да. 2011-12 кога доаѓате и почнувате со вашата мисија овде во црквата, исти се тие македонци од тогаш од Западна или веќе гледате македонци од цела Македонија? Веќе гледате од Источна, од Јужна, од Северна, се мешаат работите? Едноставно нема дел од Македонија од каде што нема. И то не мал број. Бројката никој не ја знае овде колка е. Имате од прилика некој процент, некоја бројка колку луѓе не има овде во Чикаго, а може би и во Америка? Ке се насмеам многу. Многу. Зборувам за Чикаго, не зборувам за Америка. Значи, Добро. ако се зборува за повеќе луѓе, тоа се разбира Џерзи, Њу Џерзи, Детройт, Индиана, тоест Краун Пойнт, и тука. И се разбира Торонто, Канада. Флорида? Има доста, но немаат организација. Нема уште... И се растурени, нема централно подрачје. Така. Што е со западниот дел, Калифорнија? Исто така. Нема. Да не именуваме. Така. Зошто како Значи, што нема. немам само капацитет
не сум тој што може тоа да го каже. Нема македонска црква, така? Има во Калифорнија. Има во Калифорнија? Има, ама едноставно Не работи. Не функционира? работи, функционира, Добро. ама не сум компетентен за тоа да Така. зборам. А што е со Тексас? Имаме ли таму? Има исто така, во Остин има, али повторно не сум компетентен да зборувам за тоа. Значи не има насекаде Не има за секаде. и многу не има. Да. Бидејќи јас сум сепак само свештеник. Така. А како свештеник, значи тоа е работа веќе на на епископот, на владиката наш, на митрополитот Методи. Тој си ги знае сите тие работи, кај има, шо има, како има, како Колку треба. има? Значи тој знаеше овде што треба да се направи во Чикаго. Ме Ето. зеде и ме испрати. Ве донесе вас овде Ете, и работите, работите. Советувате, ги зимате под закрила сите македонци од цела Македонија. Од каде не? Од каде Така. што има и не само од Македонија. Во нашата црква доаѓаат и Срби, Бугари, романци, молдавци, руси, украинци, грци. Сите доаѓаат, бидејќи црквата е отворена 24/7, што велиме ние овде, 24 сати, 7 дена во неделата. И на богослужби луѓе доаѓаат кои што не се баш само од македонска вероисповест, а се православни, а некои не се ни православни. Мгм. Едноставно доаѓаат и се молат. Ке речете за предизвиците на македонците, но со кои предизвици вие се соочивте како свештено лице? Што ви беше вас најголем проблем овде во Америка? Кој страв го имавте? Што ви беше искуство кое што сакате да го зборувате и кое што ви е како наравоучение во животот? Генерално зависи, генерално за мене ние сме карактери. Секој од нас е карактер. Јас како карактер, што велат кај нас, не му е думам многу. Одам напред, природно ги прифаќам работите и како такви ги применувам, живеам со нив и едноставно животот оди потаму. Таа е некоја моја карактеристика која што не дека сум горд со незе, едноставно така Господ Бог ме скроил. И едноставно работам на тоа, па уште да сум што велат либерте. Значи кој да дојди, што и да дојди, и што и да му треба, и како што напоменавме на почетокот, ако не повеќе ќе го сослушам. Ако ќе го сослушам, па ќе споделиме нешто. Ако ќе споделиме нешто, па можеме ќе најдеме некоја солуција, решение. Ако ќе најдеме решение, па може ќе се исполни тоа што го бараме. Неставно се оди чекор по чекор по чекор. Но најбитното е тоа што повторно ќе се повикам на мојот владика, како што рековме, кој што рече ќе мораш да одиш таму, бидејќи доста млади луѓе веќе има, а ќе дојдат уште повеќе. И веќе дојдовте вие сите овде. И доаѓавте како што доаѓавте, се повеќе и повеќе и повеќе, па дури и сега доаѓаат. И самото место во кое што сме, самиот наш храм, самата наша земја, овде што имаме 10 екри што викат, една екре не 400 метри квадратни, мислам, значи 4000 квадратни метри, 4 хектари, како и да е. Во секој случај тоа е доста големо парче земја, кое што се наоѓа на добро и убаво место, каде што е посетено, како што реков, од многу луѓе, но особено нас македонците, каде што не е само храм, туку е и комуна, каде што се случува се, тргнувајќи од главните и споредните, не само главните, црковни празници, богослужба на секоја недела и плюс на големи празници, социјални празници од нашата земја, социјални празници од оваа земја, каде што постојано се собираме, делиме она што имаме, дали тоа ќе биде добро, некојаш ќе биде и лошо, бидејќи доброто ако го споделиме ќе биде поголемо, а злото ќе биде помало. И како такви, еден со друг си помагаме и одиме напред. Отец, важите за скромен човек. Генерално вашиот животен стил и начин на живот е многу обичен, многу едноставен, но моje мислење е, како што јас гледам на работите, така не е некако со свештените лица во Македонија. Има и шеги на нивна сметка дека сите свештеници возат големи возила, тоа мора да е голем джип со блиндирани црни стакла, а тука ви познавам вас, познавам и уште неколку други свештени лица, тоа не е така. Дали тој тренд е само во Македонија, а овде во Америка некако не можеме да споредиме. Не можеме, буквално не можеме да споредиме, бидејќи прво тоа се стереотипи што велат. Значи, за да кажеме дека сите попови, тоа е свештеници, возат
црни джипови со блендирани стакла и со така натаму и така натаму и така натаму, значи не е баш така. Известни водат, но боди очи. Затоа и го имам меѓу народот. Така. А и на крај и старите приказни, народните приказни, попот бил секогаш во средината. Сега што е разликата овде попот, односно свештеникот? Овде е сосема поинаква околината, обкружението. Значи, овде да се вози кола, дури нешто поубаво, нешто, не знам што е поубаво. Така, потреба, а и сите го имат, како достапно. Тоа сакав да кажам. Значи, достапно е. Секој оне ако сака малку да се стегни, еве, на пример, да земе пример, ако пушиш цигари. Значи, овде ти требаат $500 да платиш месечно за цигарите. Па можеш да земиш на лис, најубавата кола да ја возиш. Така. И око да не ти трепне. Да. Други се стандардите меѓу кај нас во Македонија и овде. Значи, како што рече, првен колата е потреба, која што треба да те пренеси од точка А до точка Б, треба секогаш да ти биде полна со бензин и помеѓу другото да ти биде здрава, силна, јака, за да не застанеш негде на патот каде што никој не може повеќе да ти помогне. Така. И ако плаќаш за таа кола $500 генерално земено на лиз, нормално дека не е и овде сума за фрлање, но во секој случај таа сума повеќе ќе ти помогне отколку што ќе ти одземни. Стандардите се различни, стандардот, животниот стил е различен. Тие пари во Македонија 500-600 евра за некому го да ги даде месечно за автомобил, за некого се ништо, за некого се многу. Разлика е. Но овде е најбитното што е разликата што нашите македонци овде имаат. Никој не му го дал тоа што го имаат. Го заработуваат. Се снашле. Не само што знаат, току тешко работат. Да. Работат, како што напоменавме, 24 сати во денот, а камоли а камоли пак во неделата. Постојано мислат, постојано се трудат. Почнале од ништо без ништо. Али имаме добар тренд кој што едни од други се гледаат, едни со други си помагаат и сето тоа не тера, не носи, покажува да постигнеме и достигнеме доста добри резултати. Отец, каков е вашиот начин на исхрана? Со тоа што сте диабетичар, тоа го регулирате, но знам дека јадете еднаш на ден. Точно ли е тоа? Да. Во колку часот јадете? Зависи од денот. Не, така, може ќе биде 1, може ќе биде 2, може 3, може 4, може 5, може и да биде вечер 9, а може да го скокнам и тоа, па другиот ден да јадам. Така. Постите? Сега се во тек великденските пости? Па генерално земено постам секој ден, бидејќи јадам многу малку. И како таков, на пример, јадењето прега што го напоменав, сето тоа е начин на живење. Да. Бидејќи ние јадењето што го јадеме повеќе го јадеме за уживање отколку за јадење. Особено овде, и кај нас веќе, ама и да не ги омаловажуваме. Да. Значи имаме за грицки, мицки, живериме сите тие работи, јадење вакви, јадење такви, сите тие работи. Ама нормално за свештеник најголем предизвик за мене беше луѓето, моите парохијани. Бидејќи како свештеник, секаде каде што одам сакат да ме нагостат и да го извадат најубавото што ги имаат. Но веќе сега ги навикнав и се навикна и тие, знаат дека еден чај е доволно без ништо. И како таков, поважен е муабето, односно разговорот, духовната храна, отколку телесната храна. Така. Сакате многу да читате, сакате да се образувате. Кој е, отец Тони, приватно? Што вие сакате да правите во вашето слободно време, кога не сте помеѓу луѓе, кога не сте во црква, не сте на вашето работно место, кога сте дома и уживате? Што е за вас Тоа уживање? Генерално за мене, имаме повеќе телевизори дома, ќе се насмеам, во која што јас се разбери книги. Денешно време веќе на времето, например, кога замина 2004, заминав овде со 30 пакети книги. Сега сето тоа е релевантно и ги остави во Македонија, каде што дури сака тамошните царинаници да ми ги оцаринат, јас му реков, ве ги читајте. Така. Во денешно време сето тоа е веќе ирелевантно, бидејќи на електронски, така да речеме, ги читам книгите. А помеѓу другите, например, доста го користам и YouTube, мислам, со сите
благодети, од документарци, Се. за се, например, а воедно доста гледам и филмови, например, Какви? секакви. Буквално ќе се насмеам од цртани, јапонски манги, независно така ќе се насмеам, играни серии, едноставно сум константно ги пратам сите тие шоу што се и така натаму. Бидејќи баш читав така во една книга, вели во денешно време за да ја дознаеш вистината, што е повторно и релевантно, најдобро можеш да ја видиш преку филмовите, сериите, се разбира шоуто и преку играните филмови. Бидејќи, мислам, тоа не е во очи да го видиш сето тоа, но едноставно ако го анализираш, има порака. А таа порака е во суштина пораката на тоа што се случува или треба да се случи. Што книги сакате да читате? Каква литература? Што ве привлекува најмногу? Секаква. Се. На бирото кај мене да додиш имам од денеска сега читам Сирма Војвода, која што е модерна книга. Имаме една наша, јас ќе ја речем девојка, бидејќи е помлада од мене. Сите вас ве викам девојки, бидејќи сте млади, убави и како такви ве почитувам. И меѓу другото, таа е наша Амра се вика, таа е наша снаа, која што ја помина војната во Сараево, Босна. И има напишано книга, ја читам низината книга. Меѓу другото, по втор пат ја читам на англиски, Алхемичарот, например, таму ми е. Донесе Библијата, па донесе имам уште неколку, 2-3 други книги. И сакам да кажам дека постојано можам да читам по 2-3-4 книги наеднаш, напоредно. Позади вас ја имам Папата Јована, мене е една од омилените книги, која што, не знам, ми остави некаков посебен впечаток. Интересна книга за читање. Има своја порака. Да, интересна книга за читање, но тоа ќе го оставиме за некој друг муабет. Така. Сакате и да патувате? Шетате? Апсолютно. Да. Колку вашата сопруга е ин во тоа? Колку таа сака да е дел од сето тоа што вие го правите? Патувате, гледате, шетате? Таа е мојата половина. Дали е подобра или полоша, не знам, така ќе кажи, се смеам. За мене е подобра, се разбира. И со нејзе сме ортаци, партнери, и како такви сме инволвирани во сите поли на нашиот живот. Нема поле каде што јас не сум смешан во незиното и каде што таа не е смешана во моето. Но генерално земено, повторно професионално, ниту јас му се мешам каде што таа работи во банка, ниту таа па мене ми се меша каде што работам во црква. Се разбира дека ќе помогне. Индиректно помага за X работи. Што не се видливи. Ете така. И тоа е поентата. Има еден збор во теологијата вели, која е најголема победа на ѓаволот? Да ги убеди луѓето дека не постои. Сега, малку е тоа, се извинувам. Тоа е малку онака како што е, интересно, значи, во секоја работа човекот што работи треба да ги убеди другите дека не постои. Невидлив. Да. Бидејќи ако постои и е видлив, значи едноставно доброто дело што го прави ќе биде видено. А пораката во Светото писмо е секој оној што ќе се воздигне, Господ Бог ќе го приземи, така ќе речеме. А секој оној што ќе се приземи, Господ Бог ќе го воздигне. Okay. Значи, кога правиме некои такви работи, што и да се и какви да се, треба да бидат во тајност. Бидејќи сето оно што го правиме во тајност, Господ Бог ќе не награди јавно. И сето оно што го правиме јавно, ќе не казни тајно. Дали вашиот син Марко сака да оди по вашите стапки или нешто сосема различно? Не, мојот син, например, до 16 години имаше ADHD. Тоа е attention disorder, hyper disorder, значи каде што беше палаво дете, му требаше на сите страни и сега има енергија од повеќе. И сега работи во зграда, кај што е одржува и на зграда во Чикаго. Многу пати ние ќе чепневме така, односно задирневме и ќе му прашуваме да не сакаш да те пуштиме за поп да учиш, да за свештени, така че. Не, многу треба да се чита таму. Не, така. Не е многу почитањето, по физичка работа си работи, чесен човек е, мислам дека го воспитавме и направивме да биде добар човек. Сега другото, никој не е совршен,
најпрво јас, вие, ние сите и како такви животот се помини. Битно е да сме добри. Ете, Пред така. се. Да дадеме се од себе. Така. Отец, ќе ве вратам на вашите корени. Во вашата родна Битола. Роден и израснат на Бајрот, ќе речете, така? Тоа е вашето родно место, таму Точно, доаѓате, таму сте точно. роден и израснат. Да. Поколение, брат, сестра, Ами, првен, значи самото место во кое што сум роден, тоа е Баир, која ќе се речи, тоа е значи повисоко место, Рид, на кое што на времето моите предци живееле таму и меѓу другото ги викале Миовци, значи бидејќи сигурно дедо ми се викал, прадедо ми се викал Мио, а имале овци. А во тоа време и во градот, бидејќи биле затоа на крајот од градот, во тогашно време крајот бил тогаш, и тие можеле тука да си живеат, да имат имот и сите тие работи. Но подоцна се разбира, градот се проширува, но сепак тоа место од кај што доаѓам, социјално не е баш многу силно. Значи повеќето тоа е работничка класа, луѓето се малку со, нема да речем нешто лошо, но во секој случај едноставно повеќето се занаетчи и работници. Чесни луѓе кои прават се, ама и малку и е, како што велат овде американците, раф местото, каде што луѓето се негува машкоста, ќе речеме. Значи, за да живееш таму, мора да си малку мачор, односно да се избориш за своето место под сонцето. за позиција. За позиција, така е, и таму повеќето и за чудо дури се машки отколку женски. И за жал, еве така, многу од моите другари не се ни жени, останаа неженети, ама сима, таму имаме едно црквиче, манастирче, се вика 40 маченици, и се грижат за тоа манастирче, имат изградено и објекти, таму се дружат. И едноставно имате убав и интересен живот. Но во секој случај мене не ми било таа среќа, бидејќи во тоа време испадна шанса да се запознам со луѓе од црквата и тие да ме упатат доколку сакам да бидам, да одам да учам за богословие. И отидов како дете. Колку години имавте? Па 16 имав тоа. Сакавте да бидете свештено лице? Знаевте во што влегувате? Не. Туку, ајде да пробам. Инерција. Под инерција. Буквално под инерција. Но чудни не познани се патиштата Божи. Значи, но како што напоменавме и на почетокот, и во тоа време се разбира читав се. Значи немаше ништо што не читав. Апсолутно не ме интересира кој жарне книгата или па дури и стрипови, романи, пишани, читани, небитно и така натаму. Но во секој случај имав огромна дупка со тоа што никогаш не ја прочитав Библијата. Ниту знаев дека постои Библијата, па ниту некој можеше да ми ја кажи, покажи што е тоа, зошто е тоа, од каде и така натаму. Во секој случај чудни не познае се патиштата Божи, отидов во богословие. Приемниот го положив и почнав да учам богословие. Многу интересно место. Каде учевте? Во Скопје, Во во Скопје? Драчево. Значи, која ќе речем мощно и интересно место, бидејќи тоа е место каде што има дисциплина. И сега од едно дете, кое што апсолутно нема дисциплина, бидејќи такво е местото од каде што потекнува и живее, сега се најдуваш таму каде што самиот ден започнува во 6 часот, со звонење на звонче, до 6:30 треба да си го наместиш кревето и да се измиеш заби, така натаму или шо и да е. Потоа да одиш на молитва од 6:30 до 7 и нешто. Па да одиш на доручек и од 8 часот да почнат класовите, односно школата. До 1 часот. Во 1 часот повторно се до тоа во строј. Одиш на ручек. Од ручек од кај 1,5-2 до кај 3 часот има одмор, како некој се одма, меѓувреме ќе ти најдат и некоја работа. Потоа повторно вечерна молитва, после кај 3:15, од 4 часот има едно занимање, како што се вика, односно учење, од 4 до 5:15, од 5:15 до 15 за 6 имаме
одмор, уште едно учење, од 15 за 6 до 15 за 7, вечера, во строј повторно, одмор до 8 часот, во 8 часот уште еднаш од 8 до 9 учење, каде што седиш во училница, има специјален постар ученик, кој што е цензор, така се вика, и тој си запишува во тетрадка. И во таа книга, ако нешто направиш што не треба да направиш, може да бидеш и казнет без излез, бидејќи излез имаш само во четврток и во недела. И на празници големи. И во меѓувреме, школото за мене беше многу лесно. Колку време траеше школата? 4 години. Колку ученици завршивте? 14. Од тие 4 години? Да, Генерација? генерација. Толку е потребата. Така. Са некој испадна, знаеш како живееш. Потреба се примаат или... По потреба се прима, пошто секоја епархија си има своји стипендијанти. И тие стипендијанти ќе се квалификуваат и подоцна кои ќе завршат, значи после 4 години, по тогашно време мораше да се оди во војска, па после војска... Бевте војска? Бев, да, бев во Црна Гора, во Острог манастирот. Точно на Острог. Тука е Даниловград и тука бев така. Меѓу другото чував и стража, така да речеме таму. Тоа беше казнена единица, бидејќи ние свештениците, оџи, затвореници и така натаму, значи луѓе со минато, според традициите, односно според стандардите на тоа време, бевме таму во тие специјални единици, каде што бевме и под специјални, ке речем, третман. Специјален третман. И тоа се случува која година? 85-86. Веднаш потоа се враќам, одам на факултет, го завршувам факултетот. Теологија? Теологија. Да, Во Скопје повторно? Во Скопје. И сум во Скопје, работам се што треба, дали некојаш во епископија, некојаш во пејач во црквите во Скопје. Потоа се враќам во Битола. Во Битола веќе работам во црквата Света Богородица Салт, што велат, или односно бидејќи не сум женет. И сето она што може да се аджаб, што викате овде, значи работи кои што може да ми се дадат, да се извади некоја пара, така да речеме, да се преживее. Се додека не се женам, бидејќи не можам да станам свештеник, се додека не се женам. Кога ви почнува вистинската плата? Значи, кога почнувате да земате плата? Во оној момент кога се женам, мислам, Така. односно кога се женам во ноември, а за Божик сум веќе ракоположен, така се вика стручно, ракоположен за ѓакон. А ѓакон сум 6 месеци до Иванден, тоа е повторно на 7 јули, и од 7 јули веќе сум на парохија, селска парохија во Битола. Каде ја за... Под Перистерот тие се села, например, се викаат Лавци, Брусник, Дихово, Нижополе, Трново, Магарево и Братиндол, така да речеме. Ма таму работите? Да, таму Така. работам, веќе сум активен свештеник. Се до не момент, додека од Скопје не ме повикуваат, бидејќи во Битола не бев потребен, така ке речеме. Нема место. Не, така. И за најмлад бев, или Да. како и да е, не, апсолутно да не навлегуваме таму. Тоа е кадровска политика. Така. Така. Но во секој случај во таа кадровска политика бев повикан од Скопје и испратен овде. Каде ја запознавате супругата? Кажете Па, ми во го тој Битола. дел. Во Битола? Во Битола исто така. Колку Бевме време? другари, пријатели. Како дечко девојка многу кратко. Много кратко. Бидејќи јас бев за жена и не бев за дечко девојка. Да се жениме. Така. Се видела ова. Сега, Ти си таа и па, тоа е возрастни, тоа. Јас бев 31 година, таа беше 28, а во меѓувреме се познававме. Значи се дружевме и сите тие работи. И како таква немаше потреба сега ние романси да правиме, така да речем. Макар што целиот живот ни е романса, ќе се насмеам. Тоа е. Така. Тоа е одлично. Ве носат до Скопје, продолжува кариерата, веќе сте свештеник, оженет. Да, оженет. Извежбам на село и сега веќе може да се оди на повисоко ниво, Во кое што е големиот. во суштина истото ниво. Бидејќи доста луѓе од тие таму села кај што бев веќе беа тука. Така. Колку И веќе- време сте во Скопје? Каде во Скопје? А во Скопје 2 години бев последно. Добро. Кога се вратив од тука.
Аха, да, во ред. Да. Затоа што од Битола ве праќаат овде. Скопје ме праќа, но јас во Скопје не седам, што се вели таму. Значи јас сум познат во Скопје, бидејќи се таму завршив богословија, Така. таму завршив факултет, пеев по црквите, значи како тоа се вика псалт или едноставно како богослов, помагав на свештениците и во ред други работи се што требаше, значи ме познаваа мене и владици, и патрици, така се насмееме, и свештеници, и јас не бев анонимус, па за не беше тешко па да ме препознаат или некој да ме препорача. Отец, платите на свештениците започнуваат од една одредена сума, па се растат или остануваат исти? Не. Многу се, што велат оде, пекулиер, чудни и непознати. Бидејќи немаме стандард за тоа. Значи, и во Македонија нема ни плата. Значи, таа плата е во суштина таму свештеникот си наплаќа. Значи, има ценовник и според тој ценовник таму што ќе ја направи таа услуга или треба, така се вика таа стручно, него му се плаќа. Ако е крштевка, толку е. Ако е венчевка, толку е. За разлика овде имаме повторно плата, која што платата повторно ја одредува управниот одбор. Односно, извини, собранието. Собранието Може и управниот одбор да ја одбере. на црквата? Да, но јас лично, на пример, кој ќе треба да побарам повисок, го барам од собранието. Бидејќи не сакам да ги ставам тие што се во управниот одбор во ситуацијата и многу ми намислат дека има некој си што и да е. Значи, не е баш во ред или треба да се праша, а кога е пред собрание, нема тука кој што да каже, секој си каже, ако мисли некој дека не треба толку да се земи или не. Но во секој случај, повторно е сето тоа не е регулирано. Див запад е. Зошто? Пошто Така е толку години направено. Така е направено, бидејќи прве ние не сме организација. невладина. Никаква не сме. Никаква. Ни владина, ни невладина. Нешто под ножици, што велат. Од народот за народот. Од народ за народ, значи со сите сме, без сите сме и за никаде сме. Не ме сваќате погрешно. Така. Далеко од тоа што сум ни малку не сум незадоволен. Разбирам. Значи, јас сум толку среќен и задоволен. Еве ќе ти кажам еден пример, на пример, ти си моја парохијанка и духовна ќерка, затоа ти изборам тебе, мислам не те персирам. Никако не, тама така, работа. и ти лично знаеш дека секако може Така. да прави. Во секој случај, значи, интересно е, на пример, примерот, и јас сум многу, не во тај случај горд, но во се разбираме, значи, во како смисол горд, среќен, ај ќе речеме среќен, што сум со вас, бидејќи кај нас свештениците, значи, одат прават некоја треба, како што рековме, односно некоја богослужба. Крштевка, ќе речеме. И сега тој треба му речи, сакате да го крстите детето, сакаме. Толку треба платите. И се разбира дека тоа е, може некој не може да си го дозволи. Има доста луѓе таму кои што не може да си дозволат известни работи. И сега јас кога дојдов од Америка повторно таму, ми сметаше се до тоа. Бидејќи овде се навикнав луѓето да не платат ништо или да платат оно колку што сакат, можат имат и така натаму. И сега, и затоа велам дека сум среќен овде, што работам, ќе речем, богати луѓе. Богати сте во душата. За народот работите, за нашите потреби тука. Стандардо. Да, немате цена на вашите услуги. Ама и стандардо. И за стандардот, нормално. Значи, најповеќе најбитното е стандардо. Мислите ли дека може тој тренд да се направи во Македонија, да нема цени на услугите, затоа што помеѓу народот... Може, да не може. Се е можно. Се е можно. Нема ништо што не е можно. Само, дали има како велат од американците, where is the will, there is the way. Значи, ако имаме добра волја, сигурен сум дека ќе најдеме и начин. Зашто мислам дека тоа предизвикува револт кај македонскиот народ. Не знам. Да речеме, одредена сума, низ цела Македонија е тоа така, каде што мораш да платиш толку и толку пари за тоа, старосватица, кум, бабата, дедото, сите плаќаат, има ценовник и од тие пари одат кон платата на свештеникот, така? Да. Од тоа се финансира самата црква и... Да. И затоа има значи, тука... Значи, од таа сума се одбира дел за свештениците, ако се повеќе, за да си направат плата, а потоа да платат такса, данок на државата, кој што е паушален
А воедно сето тоа е нема основа, мерка, како да ти кажам, значи едноставно не е регулирано како Значи, што треба. Може тоа да се направи без ценовник, како Можеме, тоа треба да се повторно голема промена. треба да помогне државата, на пример, биде Така. кој јас. Може би самата црква, ама државата, на пример во Грција, значи таму му дава државата плата на свештеникот и свештеникот за неговите услови зема бакшиш, така да речеме, а не зема ништо. Чекај сега да видиме да те запишам, ај сега ти толку, како што рече старосватицата, толку зето, толку невестата, толку кумо, толку Да. деверо, деверчето, старосватчето и така натаму и така натаму и така натаму. И сето тоа, значи, во најсретните, најубави моменти, луѓето доаѓаат со или заминуваат со известна горчина. Да, за кого како, ама имаш некоја си бројка во глава која што знаеш Така е. дека треба да ја платиш. Така е. И кој што бабата треба да плати толку, си има цена, овде нема цена и многу е пофлексибилно. Така. А не дека вие овде не давате. Значи, како париохејани на оваа црква, вие многу повеќе давате. Ама вие давате, за разлика се види, црквите кај нас се цркви кои што се македонски православни цркви, никој тоа не може да го порекне. Но од друга страна, не се народот не ги чувствува како своји. А овде веќе црквата е дел од народот. Бидејќи таму самиот народ има многу нешта кои што се негови. А овде ние немаме друго нешто што е наше. Сем црквата, храмот, придружните објекти, дворот, паркингот и сето она што правиме таму да се чувствуваме на наше парче земја. Споменав на самиот почеток дека ни доаѓате од Битола Да. и дека имате брат, така? Да. Оди Имав и сестра која што почина кога беше мала, јас бев 13 години, таа беше 6 години и имаше леукемија и почина. Потоа брат ми се роди, тој е 15 години разлика од мене, кој што сега и тој тука. И го зедов и го донесов, така да речеме, преку сиблинг, што ведок, односно брат сестра, што може да се донесе. Дојде 19 година, еве ги тука се веќе 26, значи 7 години се тука, меѓу мене се борат, работат на сите страни како и сите други. Добри се, децата имат 2 деца, си работат, си се школуваат и тие, родителите, тоест брат ми с нами си работат. И како такви одат напред, стана и државјани на оваа земја. А сега како сите ние, така и тие. Прашањето ми беше вашиот брат не кеше да оди по вашите стапки. Затоа што не можеше ни да оди. Мгм. Не му беа добро поделени картите, ке се насмеам, во смисол. Мојот брат е роден како инвалид. Инвалид. Ни малку не е третиран како инвалид, ниту на никој му е гајле. Едноставно ги нема овие прсти овде, значи ги има само ова. А меѓувреме си работи овие диспечери, работи други работи, и меѓувреме и свири и гитара, например. Е врти од напако, како Џон Ленон, ке се насмееме. Снаоѓа. Апсолутно никогаш не сме го третирале поинаку да не се снајдо. Да, добро. Значи, Ете. не може. Меѓувреме заврши психологија, например, во Бугарија, никогаш не работеше како психолог, во Македонија работеше во нотарска работилница, значи сите тие административни такви работи, оставнини, тестаменти, не е ни битно, се додека не дојде за овде, па сега е со камиони како сите други. Супер. Вашите родители се починати? Починати. Така. Имате одредена фамилија која што ви во Битола? Па мајката на, тоест што викаме ние баба ми или тешта ми, таа е жива и е 90 години, са 91 ќе прави. Жива здрава, да. Па, амен секаде Господ браќа, Господ тие се долговечни, така од незината страна. И таму и си има сестра, исто така. Се враќате Битола секоја година. Секоја година? Сем за короната. Добро. А имаше кога беше Марко, тоеш кога го зедовме, значи мојот син, одевме и по 3 пати, 4 пати, тоеш други средвавме работите, според потребите. Така. Но генерално земено пазиме еднаш годината да одиме. Ја посетите Точно. својата земја. Така е. Како се чувствувате кога си одите во Македонија? Па како никогаш да не сум отишол. Само малку поубаво. Како дома?
туку со долари. Со долари. Дома со долари. Дома со долари, затоа е малку поубаво. Значи со долари. Доларите се магични. Така е. Не дека, значи имаш што да потрошиш Точно, а плюс и и другите да споделиш. и другите бизниси да цветаат во Македонија. И да За сите да споделиш. има. Да Така е. споделиш. Така си е. Значи, најбитното тоа е да споделиш. Значи, затоа не случајно во Светото писмо вели поблажено е да се дава отколку да се зема. Точно. Отец, кога во пензија? До кога планирате да работите? Па, здравито докога ме држи, ама сигурно нема повеќе од уште 5-6 години, 7, не, ќе видиме. Значи, тоа се Живи многу... здрави. Така, живи здрави, значи, чудни не познай се патиштата Божи. Бидејќи ние многу имаме планови, а како беше онако, сакаш да го насмееш Господ, направи план. И кажи му го. Така кажи, не треба само да го помислиш Да, доволно, да. па ќе ти кажи. А после пензионирање сакате да останете овде? Би останале? Приказните ги знам. Многу се карактеристични, а всушност исти. И затоа ништо не размислувам. Јас сум и таков човек, преге ти напоменав, например во смисол на не размислувам апсолутно за иднината, па ниту многу и за минатото. Го живеам денеска, поучи наш молитвата, лебот нас насушен, дај ни го денес. Вчера беше денес, денеска е денес и утре ако дојде повторно ќе биде денес. И тоа го живеам во пракса. А велам, приказната е веќе видена, бидејќи сум слушал желби и намери на X луѓе, каде што ќе се пензионираат, па ќе одат во Македонија, па после бидејќи имаат семејство тука, ќе речат па пола, летото таму, зимата ваму, па после ќе одат еднаш, 2 пати, 3 пати, ќе се вратат пак назад. Значи сигурно нема да бидам никаков исклучок, Така. ако веќе решам да одам по тој пат. Така. Дали од кога се пензионирате, пошто затоа што познавам свештеници кои што и по пензионирање продолжуваат да работат. Свештеник е еднаш свештеник, секојаш свештеник. Така, не сте Значи- сега добро, јас сум веќе во пензија и не, туку доаѓаат во црквата, пеат заедно со вас, Јасно. се на литургија, Така е, така. И ние чести задоволството што тие луѓе се тука. така. Значи, има разни начини тоа да се среди, направи, но повторно, кој што рековме, домашниот план или ЕСАП на пазар не излегува. Ќе биде онака како што Господ Бог предодредил. Отец како главен на македонската црква овде во Вилобрук, Главен служител. главен служител, да, главен служител. Споменавте имаше тогаш несогласувања и сега има несогласувања. За жал, Зошто? изгледа во генонија. Така, Има- најпросто да се каже и наједноставно. Едноставно тоа е, види, има малку е покомплексно. Например, да е кај нас во Македонија, тоа не би се случило. Бидејќи има други места или арени каде тоа што се случува. Овде единствена арена или место каде што се случува е ова парче македонска земја која што се вика Свети Кирил и Методи. И внатре има се. You name it, we got it, што ви значи, нема ништо што нема. Сега, самото по себе, ова место е центар на македонштината. Било и ќе биде. И сега луѓето овде црквата доживуваат место каде што треба да се покажат, докажат, прикажат дека се силни, јаки, успешни, може да сторат ово, она и така натаму. Бидејќи друго, колку и да се богати, колку и да се силни, колку и да се и шо и да се, на кому е гајле надвор од македонската заедница за македонците кои наводно се успешни. Па сите се успешни на свој начин. И секој ако се стегне малку повеќе може да направи нешто и да оживотвори некој сон што ете му е сон. И затоа настануваат тие недоразбирање, каде што на секого од нас, на повеќето од нас, егото ќе подизлези. Ај сега замисли на повеќе ега која ќе се подизлезат и ќе се најдат, се разбира дека има Clash of the Titans, што велат, значи ќе се судрат повеќе карактери, а тие карактери во меѓу генерално земено се исти и слични и рецепт за дизастер, што велат. се наоѓа ли решение? Се наоѓа секојаш решение. И тоа се како процеси не траат, не се константни. Туку од време на време ги има.
Значи тоа ти е исто како што велат perfect storm. Значи зависи како ќе испадне таа бура, како ќе се случи со таа бура. Некогаш таа бура е понабрзо, некогаш таа бура е на Подолга. поголема дистанца временска, но генерално земено ја имало, ја има и ќе ја има. Бидејќи повторно, кој што реков, нема на друго место каде што ние ќе се докажеме, покажеме колку сме поразлични од другите. Има еден збор вело кога велам поразлични, бидејќи има дефиниција, вели што е човекот? Човекот е суштество кое што помеѓу останатите сака да биде специјално или уникатно и ќе стане. И кога ќе стане така, ќе сака или ќе се обиди и другите да бидат како него. Мислам, кога додам во црквата, салата ни е помалечка и помалечка. Ни станува многу малечка, затоа што не има многу нови деца родени. За сите настани што се случуваат, пакетчиња од Дедо Мраз, собири, веќе не собира. Има план да се прошири црквата? Салата? Ќе даде Господ. Ќе даде. Ќе даде Господ, значи и она што е досега направено, тие луѓе што го правеа, кога почнаа да прават, не мисле дека такво нешто ќе направат? И еве се направи. И не само тоа, туку таа црква беше осудена на свој начин во овој временски период да умре. Значи како ќе умре? Имаше 300 семејства, лонецот постојано вари, melting pot што велат, и постојано преку интеграција не води кон асимилација. И еве таа генерација која што ме пречека, сега нивните деца се американци, како што и нашите ќе бидат. И што ново, не ги обвинувам тие луѓе, тоа е процес. И ако не дојдевте сите вие, значи таа помлада генерација J1 ќе се насмееме, значи сега ќе немаше луѓе. И се додека доаѓаат нови луѓе, ќе има успех оваа црква, а воедно и шанса да направи нешто повеќе. По која година е изградена оригинално црквата? Црквата е изградена 70 и некоја година. Црква се велам како метафора. Така. Значи како метафора таа црква е направена во, мислам 78 во Бервин. Купена е црква која што била лутеранска. Има слика баш во канцеларијата кај мене имам урамена. И луѓето оделе во Индијана во Гери, но оделе како иако се и тие македонци повторно оделе како нагости. Не си дома. Те така. И решиле да направат нешто свое. Се собрале, дале се од себе, го купиле тоа место и не само тоа, купувале и куќи. Постари ги поправале, доправале, ги продавале и со тоа правиле капитал. Се до нај момент додека таа црква веќе станала мала, а омеѓувреме по Божја промисла известни наши македонци го пронашле односно ова место. Тоа се случува 87 година. Го купуваат, го култивираат, почнуваат да планови, бидејќи се е со план и така пермити, што велат, значи дозволи, се до нај момент додека не се направи и во 1993 година во последната недела од август е осветена. И од тогаш, еве, таа црква расте, се реновира, се прикупува. Така. Значи, еден дел таму на Кингериш издегува сега каде што е градинката или школата, тоа е прикупено во 2002 година. 2001 или 2002, да не ме доврши за збор, но во секој случај, еве сега има комшите што се до нас тие, ако некој продава куќата, ќе смогнеме сила и сигурно ќе го купиме и тоа. Во меѓувреме имаме X планови, еве, па чекаме пермит за дозвола за паркинг. Парите се обезбедени од Macedonian Global Network. Значи од нашите македонци со поголеми фирми кои што даваат известен дел од својот приход за да го направиме сето тоа.
Во меѓувреме ќе се гради сега и настрешница, што викаме, односно покрив над вратата на црквата, бидејќи таму влегуваат зет, невеста, крштевки, погреби, не дај Боже, и сите тие работи. Значи, тоа сето треба да се направи. Во меѓувреме, сега имаме и благослов и вложуваме сила и напор да направиме и манастир. Негде на сат и пол од тука, значи од црквата, нагоре по 55-ката, да се најде и веќе се бара земја, која што ќе биде со вода, шума, ливада, така ќе се насмеем, значи некој живописно место со колку повеќе екри ќе се насмееме, толку поубаво. Па таму да се направи манастир, како храм, за да започне друго, да се направат гробишта. Бидејќи тоа се многу интересни нешта кои што секој еднаш треба да оди таму, а на друго место да ги купуваш се многу скапи, а воедно после тој што си е газда, нормално си поставува своји правила на игра. Потоа да се направи пикникерија, да се направи камп за деца, да се направат конаци. Еднаш годината таму на празникот што ќе го одбереме, да направиме еден голем убав пикник. Мојот предлог беше, например, да се вика Света Тројца. Зошто баш Света Тројца? Бидејќи Света Тројца е на духови денот. Таа е посветен Света Тројца. Секогаш е во лето, 50 дена после Великден и секогаш е во недела. И е топло. И е топло, затоа во лето. Значи може да се направи како што сакаш и се да биде убаво и да не го менуваш денот. Значи сега е во вторник, па дали ќе падне во среда или во петок, па ќе го правиме овој викенд или не? Секогаш е во недела. Тоа е одличен потек, одлична идеја и одлична иницијатива и е за поздрав на вистина затоа што така се шири мисијата, се шири културата и традицијата. И можеби еден ден и македонско училиште за Зошто да не? до high school, до средна школа што Зошто се да вика. не? Тоа ни недостига затоа што има многу македонски деца овде родени. Па Многу не шансата има. ни дадена. Да. Значи ние сега како ќе направиме? Значи еве и децата растат секојдневно, а и не само тој, други се раѓаат. Да. А земја имаме, место имаме, малку поголема слога и малку поголема организација. Така. Бидејќи како има еден збор овде во Америка, вели како се станува богат? Најди friendly bank. Точно? Значи се прави на кредит. Точно, да. Значи не треба и пари да имаш кој колку шо. Желба, визија и идеја. Така е. А имаме колетерал, например, од кај да земиш, например, тоа. Дај Боже да имаме и кеш, јас не се лутам, не се бунам. Дај Боже. А едноставно, поентата ми е дека сите опции се во ред. Се може да помине. Отец, се случува и конвенцијата, црковниот собир, Да. во септември, почетокот на септември. На Небрдој. Да. Првиот понеделник од септември. Првиот понеделник од септември и тоа е еден, за сите оние кои што не знаат, тоа е еден празник каде што се собираат сите македонци од... Црковен народен собор. Точно. Правилно. Кај што се собираат сите македонци од Канада, Америка и се од дружат. секаде. И од секаде. И се дружат 3 дена. Да. Јас сум веќе тука 10 на години, ова е трета конвенција на Да. која што ќе ја видам и двете Дај ги Боже, други да водев. видиме. Да. Така, сите заедно. Во двете бев еви директно инволвирана. Така, благодарам на твојата помош. ми беше чест, навистина. Значеше и уште значи. Така. И ќе се најдеш им понатаму. Да, се надевам. Како се организирате? Како течат подготовките? Знам дека е многу рано, но како е да се организира еден таков собир? Сега е многу полесно да се направи. Кога ќе речем многу е полесно, бидејќи знаеме. Има еден збор македонски вели втор пат невеста кога е знае како да гувее. Значи ние трет пат не. Побргу беше многу проблем например со хотелите. Значи требаше самата епархија, црквата да гарантира за хотели и така. Сега на кој му е гајле? Картата секој си бара свое. Нормално дека ние ќе обезбедиме за известни повисоко достојници, но генерално земено не има многу. Значи зборуваме во самата се организација, не има многу да помогнеме и за приготвување на храна, приготвување на пијалоци. Имаме простор кој што рековме, комшиите добро живееме со едната џамија, што викат и со другата џамија. Бидејќи едните се суни, а другите се шии. Меѓу себе тие се малку во
Конфликт? Во конфликт, бидејќи има теолошка расправа, бидејќи суните му губиле зетот на Мухамед и од тогаш како такви тие се оштетена странка и така натаму. Но во секој случај јас сум таму кој што и со едните и со другите соработува, односно ние. И што и да правиме, како да правиме, јас еден телефон само така да речем и одма ни е слободен паркинг во едната и од другата страна. Значи паркинг имаме обезбеденост, до тогаш сигурен сум дека и со Божја сила и напредок ќе го направиме и другиот паркинг. Ја знаеме процедурата, значи за јадење, пиење, приготвување, веќе самата визија е направена. Значи не е никаков некој проблем. Сега напротив па се очекуваат и доста високодостојници. Како од црковниот врв, значи се очекува да дојде и архиепископот, се очекува да дојде можеби чудотворната икона на Мајка Богородица од Хаваи. Можеби зависи, бидејќи таа доаѓа така кога сака, не ние кога сакаме. Значи таа е чудотворна икона која доаѓа од Хаваи. Има чувари. Тоа е едниот е братот Нектарија, другиот е свештеник, другиот е ѓакон, братот Серафим, тој е македонец. И тие ја носат таму каде што ќе испадне, како што рековме, таму каде што сакат, тие се чувари. Богородица е иконата, Богородица така? хавајска, така Добро. се вели. И Кој ја откри? Па сега таму на Хаваи, не чуте се начин таа протече миро од незе. И тоа миро постојано тече од незе. И сега како таква, тоа миро што се цеди, се помазуваат луѓето, се става на памуче, се става во шишина, така помале некој шишина и така натаму и ја има и луѓето Помага? помага, Прави чуда? но не сама по себе. Бидејќи Исус Христос вели, верата твоја те спаси. Значи не може ништо да направи чудо ако ти не веруваш во тоа. Но во секој случај е чудотворна, помага. И сите луѓе што бараат помош, таа му ја дава. Че можно е да дојде на собирот не овде во знаеме септември. Точно, не знаеме. Има најави за многу... Може би да дојде и за патронато. Така. Пред 3 години беше собирот овде во Да. Чикаго и беше на вистина за поздрав. Беше одлична организација. Се планира нешто такво оваа година? Повеличествено. Јас се надевам повеличествено, бидејќи како што напоменав, не има многу повеќе. Ќе дојдат многу повеќе и се очекува, како што реков, и од политичкиот врв да дојдат од Македонија, а воедно и од црковниот врв на Македонија. Значи може сигурно ќе дојде архиепископот, ќе дојде со неговиот кабинет, ќе дојде колку што е најавено разни министри и премиерот со нивните свити, така ги напомина, може би и некои други владици, а се разбира и сите свештеници, делегати од сите цркви овде во Америка, Канада, а сигурно и од останатите дел на светот, луѓе кои што сакаат да дојдат да видат, посетат, бидејќи ние како црква и заедница сме на вистина посебни. Сето тоа се направено од самите луѓе. Значи вие сте посебни, бидејќи дојдовте овде со една поинаква стручна, школска и секаква спрема. И бевте поспремни да го споделите тоа и сите заедно да направиме нешто повеќе. Се разбира дека имаме подеми и падои. Во светот никој ништо не направил праволиниски, бидејќи колку ќе биде повисок подемот, толку ќе биде поголем падот. Мора да има малку качи слези и преку грешките што се прават, за да постигнеме нешто повеќе. Не случајно во философијата на владење има еден збор вели за да останат работите исти, мора да има промени. И сега тоа е дел од промените, каде што преку промените ние правиме нешто поинаку да биде. Колку време е потребно да се организира успешен македонски собир? Кој што се организира секоја година Зависи. и секоја година е во различна црква, во различен Сега град. тоа сакав да напоменам баш. Значи за нас многу лесно, бидејќи имаме луѓе, капацитет и искуство. И сега не е истото, тој затоа не се прават неслучајно собори, например, во црквите, например, веќе речеме Upstate New York или во Охајо. Значи, каде што Нема капацитет. Ете така, немаат доволно луѓе. Нема А и кој. тие луѓе што ги имаат веќе се возрастни, млади немаат. И да има тоа ќе биде на батерии.
Са знаеш како на туркање. Да. Ни на батерии нема да биде, на туркање. А вака, полн капацитет, што ви треба, тука сме Значи сите. да нема некој, ќе има некој. Така е. А плюс вие знаете, ако кој ќе побараме помош, сите ќе дојдат. Бидејќи се работи за нашата не гордост, туку за нашето достоинство. Така. Значи срамота и греota ќе биде ние да не бидиме таму и да не се собереме и направиме нешто убаво што ќе биде полезно за сите нас. А воедно и не представи онакви какви што сме. А меѓувреме како во секоја куќа, сека да има помалку некој спречкување. Значи Како и во бракот? Ете така, значи нема место и Нема. Нема. Двајца браќа, деца мали се караат секој ден. Значи Така има е. несогласување. И на крај пак што велиме од филозофијата на Ниче, односно песната што ја направи, What doesn't kill you make you stronger. Значи сето она што нема да не убие ќе не направи посилни. И сите тие работи што ни се случуваат не прават за да бидеме посилни, појаки, поискусни, да одиме напред, да постигнеме и направиме уште поголеми и поубави дела. Така, отец. Мене беше голема чест што ми бевте соговорник денес. Мислам дека ве прашав се што сакав да ве прашам. Оно колку што можевте. И колку што имаме време. Секојаш има и повеќе и повеќе и повеќе. Така е. Вие сте така еден непресушен извор на информации и на новости. За религијата тука не ни коментирам што се знаете и што се можете да кажете. Значи тоа е веќе друга тема. Точно. Тоа два подкасти да снимиме нема да соберат. Уште еднаш сакам да ви се заблагодарам за вашето присуство овде. Молам, Ми честа беше- е моја и задоволство исто така. Се надевам уживавте. Апсолутно, се гледа на мене. Кога се договаравме за овој подкаст, ми рековте ти прашај си, моје дали ќе си ја кажам или не, и навистина е така. Успешно пловевте ни сите одговори. Ми беше, како што реков, Природен сум така. така, задоволство, Не, не глумевте. Нема потреба. За крај, совет. Кој е вашиот совет како свештеник? Кон сите гледачи. Би го цитирал цитатот на Рождество Христово Божик. Слава во висините на Бога, а помеѓу луѓето мир и добра волја. Амин. Значи не можеме да го сакаме Бога, никога што не сме го виделе, а да не ги сакаме браќите и сестрите, секој ден што ги гледаме. Да се сакаме, да се љубиме, да си помагаме, да простиме, да продолжиме понатаму, посилни, појаки и да постигнеме уште поголеми дела и да бидеме добар пример на идните генерации што доаѓаат. Ние што направивме до тука, што не е апсолутно многу, тие да направат многу уште повеќе и да бидат посилни, погорди, посплотени и да си дочекаат најубави работи меѓу себе. Така. Благодарам уште еднаш. Молам. А вас, почитувани гледачи, се надевам дека ви беше интересно. Ги доловивме сите одговори на прашањата кои што би ги имале за еден свештеник кој што ни доаѓа од Македонија, а работи овде во Америка. Шири вера, традиција, култура и е наш духовен отец. Благодарам уште еднаш. Subscribe, лайк на каналот Марија во Америка, лайк на Facebook страната Марија во Америка и секако следете ме на Instagram Марија во Америка. Останете ми во добро здравје, убаво расположение и се гледаме следната среда. Чао!